Колежки и колеги, добар ден и добре дојдовте на денешната меѓународна средба на пензионери од Македонија, Србија и поканети се од Бугарија, но овој пат од оправдани причини не се дојдени, но во други прилики ќе бидат тие наши гости. Во ова славно историско место се наоѓа меморијалниот музеј на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, што, како што е познато, беше одржано во манастирот Свети Отац на Прохор Чински. Верувам дека сте имале прилика да го посетите ова култно место, каде се поместени историските документи во кои се сублимирани вековните стремежи и борби на македонскиот народ за постигнување на целосна политичка слобода и независност. Пред 2 дена, на 2 август, македонскиот народ достоинствено и со пиетет ги прослави светлите дати 114 години од Илинденското востание и 73 години од одржувањето на првото заседание на АСНО. Во оваа прилика на сите кои ги чествуваат овие светли дати на историското минато на македонскиот народ и на оние кои етникуми кои живеат во Република Македонија, им ги честитам се македонските празници и нека бидат за многу години. Станува збор за 2 меѓника од историјата на македонскиот народ. Едниот од 1903 година за ослободување од Отоманската империја и вториот од 1944 година, кога е овековечено прогласувањето на Република Македонија за слобода во рамките на заедничка Федеративна народна Република Југославија. Организираните средби на пензионерите во овој природен локалитет датираат од пред 16 години. Во овој изминат период овде престојувале над 36.000 пензионери од Македонија и нашите соседи од Србија и Бугарија. Тоа беше и ќе биде извонредна прилика за ширење на пријателството, за другарување и ведро расположение со музика, игри и песни. Оваа средба, почитувани колешки и колеги, што има меѓународен карактер, представува извонредна прилика подобро да се запознаеме со намера да шириме мир, убавина и љубов меѓу народите и етникумите кои живеат на овие балкански простори. Таа особина ги красеше и ќе ги краси идните генерации. Но ние пензионерите на сегашната генерација да дадеме пример за продолжување на добрососедските односи, да градиме мостови меѓу минатото и сегашноста, за да создаваме по-убава и по-светла перспектива во иднина. Да нашите позитивни искуства и дела да им ги пренесеме на генерациите кои треба да ги наследат и да ги доградуваат. Колешки и колеги, ние пензионерите и од оваа средба на политичарите да им упатиме порака дека сме за балканска соработка, дека сме за интеграција во Европа, зашто Балканот е дел од овој континент и народите кои живеат на овие простори се дел од европската култура и цивилизација.